Здраво! Во ова видео ќе ви опишам едно мое патување. Ова видео е за вас ако учите македонски. Ќе зборувам бавно. Со оваа вежба ќе видите колку разбирате и ќе научите нови зборови. Ќе зборувам за земјата, културата, храната, луѓето, времето, но нема да ви го кажам името на оваа држава. Дали можете да погодите за која држава зборувам? Оваа земја е многу далеку од мојот дом. Патував повеќе од 10 часа. Земјата е преубава. Има многу богата природа. Кога патував со автобус од еден град во друг, видов многу бои, но најприсутна беше зелената боја. И оваа нијанса на зелена е посебна. Видов многу убави растенија, дрвја, цвеќиња и овошје. Овошјето е свежо, вкусно и многу здраво. Сега малку за плажата. Плажата е фантастична. Песокот е мек и топол, водата е прилично топла, некогаш има многу големи бранови и не смеете да пливате. Велат дека има и ајкули на северот. Патот до плажата беше магичен, посебно ако одите на плажа на изгрејсонце. Мислам дека луѓето што живеат во овој град се среќни, имаат река, езеро и океан, плюс имаат острови и водопади. Што повеќе би можеле да посакате? Луѓето живеат од туризам, но понекогаш се жалат. Масовниот туризам често го уништува местото. Во март и април таму е есен. За мене есента е обично студена, ама бев изненадена колку беше топла оваа есен. Понекогаш врнеше, но времето беше сепак пријатно. Има многу морска храна, добро кафе и еден добар коктел. Луѓето овде се опседнати со фудбал. Многу сакаат фудбал. Музиката во оваа земја е сигурно една од моите омилени. Вака звучи една традиционална мелодија. Ова беше мојот впечаток од ова место и ме интересира дали погодивте. Што мислите? За која земја зборувам? Оваа земја е Бразил. Можеби ви помогна фактот што го споменав фудбалот, морската храна, кафето, овошјето или музиката.
Се надевам дека научивте нешто ново. Ќе најдете повеќе ресурси на Инстаграм и следуваат повеќе видеа овде во македонското јазично капче. Се гледаме наскоро. Чао!